Топ тема на ваша страна, добро вечер. Додека правниот поредок е пред нови предизвици со случувањата околу издржувањето на затворската казна на поранешниот премиер, сега пратеник на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, вечерва во топ тема на ваша страна, генерална тема. Каде застанаа реформите во македонското судство или со неколку подпрашања на хартија амбициозно, во пракса без видливи резултати. На што се должи јазот во судските реформи меѓу обврските од извештајот на Прибе и она што досега е преземено. Најамбициозниот проект, дали и како се тактизира со овие реформи? Што е со перцепцијата дека исти суди имаат различни аршини пред и по смена на власт? Дали може да се говори за ослободување од партиската патронажа или пак преварентација кон нова? И конечно, за каква антикорупцијска битка ќе се говори кога земјава со месеци е без антикорупцијска комисија? И ова се само дел од прашањата за мојата вечерашна гостинка, министерката за правда Рената Дескоска. Добро вечер и добре дојдовте. И вообичаено за овој формат на интервјуа ќе имаме и дел прашања поставени од граѓански и невладини организации кои што ги следат реформските процеси во судството. Однапред, знаејќи дека ќе се оградите од поконкретни коментари, сепак морам да ве прашам околу она што е најактуелно. И многу хипотетички ситуации има околу издржувањето на затворската казна на екс-премиерот Груевски. Што ќе значи за правниот систем доколку Груевски го одбегне извршувањето на затворската казна, ако се знае дека главните одредници кои што Европската комисија ќе ги оценува во април се резултати финализирање на случаите произлезени од бомбите и битка со корупција на високо ниво? Значи, она што нас не е дадено како задача во процесот на евроинтеграција, но секако и барање на граѓаните, е враќањето на правдата во Република Македонија и функционирање на институциите. Со самото тоа што во овој македонски систем е дојдено до завршница во која што имате веќе осудителни пресуди за лица кои што биле на високи позиции во Република Македонија и секако гледате дека има процеси против лица кои што се во тек, значи кои што и во моментот се на високи политички функции, покажува дека дел од тие барања кои што се пред нас ние ги исполнуваме. Значи македонскиот систем и покрај тоа што можеби некому на изглед на прв поглед не му изгледа така, сепак гледаме дека почна да функционира македонското обвинителство, почна да функционира македонскиот правосуден систем и имаме некаква завршница. Сега останува процесот на издржување на казната, но тоа е прашање кое што исто така ќе мора да се спроведе. Значи, кога е изречена правосилна судска одлука од надлежен суд во Република Македонија во постапка и кога ви се исцрпени сите правни лекови, до издржувањето мора да дојде, бидејќи тоа е логичниот след на настаните. Но јавноста ги памети игрите во случајот бегалци на СЈО Груевски и Бошковски, кои што и до ден денеска ги немаме пред македонските судски власти. Ја сваќате ли сега, разгледувајќи ги сите хипотетички ситуации, можни игри, влијанието потенцијално на барањето за заштита на законитоста пред Врховниот суд, ги сваќате ли предупредувањата кои што постојано доаѓаат и од дел од стручната јавност и од невладините организации дека со постојните луѓе на високи позиции во судски инстанци нема да има суштински реформи, бидејќи во овој случај барањето за заштита на законитоста ќе дојде пред председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски, кој што ќе треба да одлучува за случај на СЈО, од чија страна во специјален извештај објавен деновиве е посочен како еден од судиите недостојни за вршење на судиската функција, бидејќи бил во спрега со предходната власт. Значи, во делот на реформите кои што се одвиваат
од страна на извршната власт, а кои што се однесуваат на практично на креирање на законска рамка на судството, ние имаме отворен пристап, што значи пристап на сите лица кои што се компетентни да дадат свој придонес во тие реформи и секако консултации со надлежните институции. Но во делот што значи функционирање на самиот систем во рамките на судството и судскиот совет, ниту смееме, ниту пак треба генерално да се мешаме во тој дел. Нашата задача е да дадеме законската рамка, да има основи за одговорност, прецизни за судиите кои што прекршиле закон, прекршиле независност на судство, прекршиле правни норми. Да, но дилемата е дека со тоа се доцни, а вие премногу лесно, како влада, се откажавте од првичната идеја за некаков ветинг во судскиот систем, прифаќајќи ги аргументите на Брисел дека тоа ќе се смета за реваншизам. А маните на тоа откажување се појавуваат од случај во случај. Не, значи, аргументите за докажување на одредени потреби на одредени процеси во Република Македонија, јас верувам дека и тие што биле пред мене ги исцрпеле во разговорите со Брисел. Она што пред нас е дадено како патоказ за реформите кои што треба да ги правиме, се извештаите на Прибе кои што се однесуваат на Македонија, каде што изрично, експлицитно не се препорачува ветингот за Република Македонија и секако гледаме дека одредени проблеми при спроведување на истиот има и во земји каде што се спроведуваат. Нашите препораки кои што се однесуваат за Македонија се да воспоставиме сериозни, јасни, недвосмислени основи за одговорност на судиите, но секако да не се заборави ни одговорноста на судскиот совет. И сега веќе излезена и во јавност законот за судски совет, измените, се дадени основи и за одговорност на членовите на судскиот совет. Ако тие имаат информации, сознанија дека има прекршување на законот од луѓе кои што работат во судството, нивна обврска е тоа да си го превземат како во своја надлежност и да превземат процеси за одговорност на судиите. Значи, ниту Министерството за правда, ниту владата смее и да се меша, ниту пак сакаме да коментираме дали некој или не. Мене ми е сосема јасно дека не смее да се меша, но можеше порано да ги направи сите тие инструменти, бидејќи еве сега вие го споменувате судскиот совет како некој кој што треба да реагира на овој извештај. Знаете зашто не може порано да се направи? Правен е обид. Прва на овој список е Александра Зафировска, овој посебен извештај на специјалното јавно обвинителство, која што е член на судскиот совет. Во целиот процес заборавате една работа, тоа е дека законот за судови се носи со двотретинско мнозинство. И сега, навистина е голем напредок во Македонија, што пред летото е усвоен делумен пакет на измени во делот на судството. Значи, Венецијанска комисија поздравува дека е постигнат одреден степен на согласност, значи за одреден процент, за одреден дел на реформите кои што се потребни. Јас верувам дека тие што биле пред мене разговарале за сите теми со пратениците кои што треба да го обезбедат двотретинското мнозинство, но дотаму е дојдено. Сега ние во рамките на Министерството изработен е нов предлог на закон за измени на законот за судови, кој што се носи со двотретинско мнозинство, и закон за судски совет. Законот за судови веќе беше разгледуван од страна на Советот за реформи на судството и доби навистина позитивни оценки дека ги имплементира сите препораки кои што се од Венецијанската комисија и од извештајот на Прибе. Тој закон беше разгледуван и на неколку дебати организирани со Сдружение на судии, со ОПСЕ, со други организации, така што горе-долу поминува низ тој процес на обсежна дебата со оние кои што се наинволвирани. Но не смееме да забораваме дека тој закон треба да го добие и она што се вика пас во собранието, а тоа значи да добие 2/3 гласови. Ке зборуваме и за роковите, бидејќи голем дел од роковите од акцијскиот план практично требало да бидат, голем дел од законите требало да бидат завршени практично дента кога вие ја презедовте функцијата министер за правда. Ке зборуваме и за тоа, но повторно провејува во таа, вие велите да, бевте пред Венецијанската комисија, добивте позитивни оценки, добивте препораки кои што со кои што ќе треба да се надградат, да се подобрат реченијата во законите. Меѓутоа, како се чувствувате, например, во Охрид на дебата за судскиот совет, додека
крај вас или преку еден до вас или преку еден седеше Џон Мекнил, правен советник во амбасадата на САД, кој без ракавици оцени дека судскиот совет потврли во улогата да ги заштити судиите од политички и партиски влијани. А тука седеше тој истиот тој судски совет за кој што јавноста цело време говори дека се додека овој судски совет реформи нема да има. И се чини дека на господинот Мекнил тоа му е јасно и преубаво ја има прочитано целата слика, па ќе изјави, цитирам: Судскиот совет не успеа во својата клучна улога да ги заштити судиите од политички влијанија и од председатели на судови кои работат надвор од законските рамки. Многу од судиите со кои разговарат се прашуваат дали судскиот совет може да вреднува и унапредува квалификувани судии без да ги има предвид на ставовите на владините функционери. Тука под ова не мора да се подразбира минатото, може да се подразбираат и владини функционери актуелни. Значи, мислам дека ова прашање околу чувствата на таа конференција повеќе треба да се упати на членовите и председателот на судскиот совет. Бидејќи јас знам дека со најдобра намера сум влегла во реформите на судството, ниту сум влијаела, ниту влијам, ниту пак можам да влијам на актуелната работа на составот на судскиот совет. Така што мислам дека во делот кој што се однесува на критиките, веројатно и некој од страна може полесно да ги каже, без да му се забележи за вакво или онакво етикетирање или влијание, отколку јас лично да ги кажам. Со добар дел од нив се согласувам, мислам дека треба судскиот совет треба да биде подоследен во вршењето на својата функција, да си го земе првичниот. Вие седите, зборувате за некакви нови визии на иста маса каде што ги слушаме ваквите критики, каде што седат голем дел од тие луѓе и каде што меѓу другото беше речено да тоа се тие луѓе кои што го преспаа и АКМИ се извештаат. Да немаше потреба од критики и да не постоја критиките, немаше ние да седиме да правиме планови 18, да правиме предходно 369, да правиме планови со кои што ќе го реформираме судството. Тогаш јас ќе бидев најсрекна, ќе си ги терав секојдневните рутински работи и немаше да размислувам како да го реформираме судскиот совет да биде одговорен, независен, дали тоа едно со друго ќе биде противречно или не, како да направиме систем судиите да можат да бидат одговорни за својата работа, ама никој да не може да им влијае, туку ќе си беше се потаман во оваа држава. Токму дека има проблеми, затоа седиме и ние правиме анализи за измена на закони, за создавање институционални механизми за одговорност, за создавање гаранции за независност, така што од тој аспект јас напротив на таа конференција добив и потврда дека она што го правиме во рамките на реформите се во вистинска насока. Прво се потребни, што ја мислам дека никој нема дилема, а второ дека насоката во која што одиме е вистинската насока. Така што од тој аспект мислам дека сите укажувања кои што укажуваат на критики на функционирањето. Во тоа меѓувреме, еве таму слушнавме и тоа постојано го слушаме во јавноста дека овој судски совет го преспа АКМИСот, во меѓувреме имаме еден извештај на специјалното јавно обвинителство со сериозни наоди, голем список од тука на суди, Александар Зафировски, Јово Вангеловски, Софија Лаличик и така натаму, и повторно ова си останува парче харти. Значи, во моментот сите ни е јасно дека механизмите кои што постојат во Законот за судски совет за одговорност на членови на судскиот совет заради свое лошо работење или неработење не постојат практично. Значи, немате вие механизам на одговорност. Сега тоа го правиме во овие последни измени, кои што и сега во оваа среда повторно ќе се дебатираат на односно овие измени првпат ќе се дебатираат на Советот за реформи во судството. Како практично да формирате механизам во кој што судскиот совет и неговите членови ќе бидат одговорни. Тука ви е проблемот што имате вие два типа на членови. Членови што се избираат од судиите и членови што се избираат од собранието, едни на предлог на председателот на државата, други на предлог на самите пратеници или комисијата за избори и именувања. Како да воспоставите систем, тие да бидат
одговорни за својата работа, да можете да ги разрешите, ама тоа разрешување да не биде пак механизам за притисок од било кој. И сега, не можете тие што се членови од судиите да ги разрешувате во собрание, значи тие што се представници, заради тоа што не ги бирате, а исто така и овие што се избрани од собрание, не можете да ги префрлите кај судиите. И бараме, односно, предложивме еден механизам во кој што доколку имате незаконско, неправилно, несовесно работење на членовите на судски совет, кои што се избрани од страна на судиите, самите суди на непосредно гласање, како што ги избираат, така и да гласаат за нивно разрешување. А што ќе биде за со оние кои другите? што се од собранието, нив да ги разрешува собранието со двотретинско мнозинство во случај на нивно несовесно, нестручно работење. Така што моравме да најдеме баланс, бидејќи не можете едните кои што ги избира еден орган да ги разрешува друг и обратно, а немаше по друг соодветен начин отколку секој од каде се избира, но со едно соодветно мнозинство кое што па не сме да предизвика политизација на процесите, да бидат сепак одговорни пред Ќе ги разговараме оние што ги моделите, а избираат. уште едно прашање во контекстот на она што и во генералната најава го поставив како дилема, дали постои соодветно извесно тактизирање низ целиот корпус на реформи, без оглед дали треба двотретинско или не треба двотретинско мнозинство, а примерот за тоа е последнава одлука околу ДИК. Значи, наместо кон професионализација, се оди кон продолжување на мандатот на последниот политички состав. Што ќе напишете во извештајот до Брисел за ова? Како ова ќе го оправдате? Нема никакво тактизирање. Напротив, свесни за ситуацијата во која што се наоѓаме и потребата одредени закони да бидат донесени во консензус со опозицијата, сваќаме дека кога немате подолго време одговор од опозицијата, не смеете да дозволите институциите да практично да нема институции, односно да не функционираат. Значи, во делот за изборниот законник постојат препораки од ОДИХР. И уште преди јас да влезам во Министерството за правда, била формирана работна група во која што биле представени институции, но исто така и представници од политички партии. И тие оделе состаноци, се одржувале во клубот на пратеници и разговарале по точка во рамките на изборниот законник, кои прашања треба да бидат сменети со цел да се усогласиме со препораките на ОДИХР. Една од делот тие измени што они ги договориле, беа донесени летото со измени на изборниот законник, кога практично беше и избран овој привремен состав на Државната изборна комисија. Другиот дел, тргнувајќи од записниците, од оние луѓе кои што биле присутни на лице место, Министерството за правда изработи предлог на измени на изборниот законник согласно на она што било таму разговарано и како што јас сум информирана и договорено меѓу политичките партии. Во тие измени се, например, предвиден професионален механизам на постоење на функционирање на Државната изборна комисија, каде што постои, дали ќе го наречете директор или председател на Државната изборна комисија со заменик, како постојано вработени лица кои што треба да бидат административци, кои што ќе работат и ќе водат Државната изборна комисија во периодот меѓу избори и непостојан состав кој што ќе се собира 6 месеци пред избори, кој што практично ќе има представници тука од политичките партии. И ако тоа било договорено, зошто сега тоа не се ефектуира, туку се оди со некаков закон? Значи, нашиот предлог кој што е изработен во Министерството за правда беше доставен до политичките партии да потврдат дека тоа е тоа. И оние кои што ги вршеле меѓусебната координација меѓу себе, значи ние добиваме информација дека нема повратен одговор од ВМРО ДПМН за тоа дали е тоа, наводно цело време со некакви различни одговори, така што кога немаме ситуација да ние добиваме потврда тоа е договорено или не е тоа, изменете ова или ова, дајте да седнеме да разговараме, се најдовме во ситуација во која што практично гледате дека составот на актуелниот состав на Државна изборна комисија ќе престане. Значи, бидејќи тоа е со лимитиран мандат, 6 месеци.
Сите препораки на Венецијанска комисија се дека вие 6 месеци пред избори не треба да менувате изборен законник. И сега доаѓаме во ситуација кога едните опозицијата ни го одолговлекува процесот. Имате вие изготвен текст, ама исто така е неупатно сами да го донесете, значи треба да имате заедничко гласање. Но вие имате политичката одговорност да предлагате решенија и во одредени моменти тие решенија да бидат на очи на јавноста, за конечно јавноста да може да види зашто се договарате и бидејќи бевме сведоци на многу ситуации дека се водат некакви преговори за ова, за цели пакети, на крајот излезе дека супер си се договорија партиите за партиско финансирање на кампањите од буџет, за ред за зголемување на парите од буџетот што ги добиваат партиите, другиве пакети кои што беа за општо добро и посуштински реформи остана, ги нема. Има прашања кои што се, например, ограничување, намалување на износи на донации, понатаму, значи клучната по мене тема околу која што они успеале да постигнат согласност и што нас ни е битна од аспект на евроинтеграцијските процеси, пристапување и деполитизацијата на Државната изборна комисија. Другите прашања не се прашања кои што се услов, ниту пак што се услов од извештаите на ОДИХР како препорака, ниту пак станува збор, да речеме, за прашање кое што е во процесот на пристапување. Значи, дали ќе имате една или 6 изборни единици, не е прашање кое што е битно и дека мора да биде решено сега. Ама составот на Државната изборна комисија е прашање кое што мора да го решиме. И затоа јас очекувам, се надевам дека политичките партии што е можно поскоро ќе ни дадат одговор. Дури и јас сметам дека најдобра опција би било во моментот кога ќе добиеме согласност тој пакет да биде предложен во собранието, секако со заедничка согласност од сите, да биде донесен и дури мислам дека е подобро во овој момент, ова го кажувам како мој личен став, измените во составот на Државната изборна комисија да стапат по председателските избори, бидејќи веќе ние сме влезени во период пократок од 6 месеци. И тоа ќе биде негативно протолкувано, дали има доволно време да се подготват тие нови лица, па пак ќе треба да се влезе во процес на избор на лица, преговарање и договарање. Мислам дека најдобро е да ги усвоиме сега, но со стапување на сила од мај месец или јуни, без оглед кога, значи да се избере нов состав на Државна изборна комисија. Сега доаѓаме до прашањето колку се тие партиски работни групи ефикасни и конечно што е тоа партиски работни групи и зошто ја изместивте целата работа од институциите? Значи не станува збор за партиски работни групи. Тие работни групи биле со лица представници од институции и со лица кои што практично веројатно во улога на монитори и на експертска помош од меѓународни институции, значи представници од Европската делегација и од ОПСЕ и од други институции кои што присуствувале. Значи тука имало представници од Министерство за финансии, од Државен завод за ревизија, од различни институции каде што разговарале. Но во рете, јас мислам дека не е негативно, туку напротив е позитивно кога представниците на политичките партии учествуваат цело време во процесот на разговарање околу изборните правила, бидејќи за нив е добро да ги слушнат оние информации кои што треба да ги споделат со нив институциите, да укажат на слабостите, зашто во крајна линија тие се тие кои што треба да дадат правила, говорам за целиот овој пакет, реформски пакет кој некако се турка прво низ тие пратенички групи, партиски групи, па ако таму се договори, се усогласи, тогаш се пишува и се има она чувство на меѓусебно пазаре. Не, во делот на судските реформи не е така. Значи, работната група која што работеше, и тоа на експертско ниво, изработи текстови кои што ги дадовме на јавен увид, ги дебатираат судовите, судиите, но во исто време јас текстот го споделив и со политичките партии кои што се представени во парламентот. За и тие дури во оваа фаза, пред да ги пуштиме ние преку владина процедура во собрание, да можат да го дадат својот инпут. Јас се надевам дека секој што има желба да придонесе за добри реформи во Македонија, во судството или во било која област, ќе го испочитува тоа и ќе ги даде своите предлози. Така што таа шанса ја дадовме подеднакво на сите.
кога ќе се усвои владиниот текст, кој ќе го пуштиме во собрание, тогаш ќе видиме ќе имаме или нема да имаме 80 пратеници за тие измени, ќе треба или не нешто да менуваме со цел да ги добиеме тие гласови што се потребни. И ајде да преминеме сега на барем обемна е целата материја, но барем на дел од проектите кои што се клучни. Впечатокот, не само впечатокот, туку бројките говорат дека со спроведувањето на акцијскиот план се доцни. Веќе споменав дека практично најголем дел од клучните законски проекти кои што требаше да се донесат, требало да бидат доставени како предлог до владата на 4 и 5 јуни и освоени во јули, а веќе на 7 септември 2018 година да бидат и донесени од собранието. Ако одиме по тој акцијски план кој што го донесе таа влада, за кој што се дебатираше во јавноста дека е преамбициозен, но вашиот и актуелен заменик, а и заменик пред да го преземете ресорот, ова студио на 2 пати рече дека не е амбициозен, дека има капацитет да се стигне со се. Ако одиме по тој акцијски план, тогаш резултатот на крупните реформи, крупните реформски зафати, не говорам за оние што беа во меѓувреме донесени, е нула. Не. Мислам дека веројатно и на јавноста е познато дека тој акцијски план кој што е усвоен заедно со стратегијата е акцијски план кој што потоа беше изменет и со планот 369 и со планот 18. Значи некои рокови прво се покажа дека, јас тука отворено зборувам, се нереални од аспект на тоа што не се водело сметка за прво за мнозинството со кое што треба да решите определени, да донесете определени закони и не е оставен тој простор кој што треба да се измине на консултации, понатаму не е оставен простор што треба да го изминете на период на проверка на тие закони од меѓународни институции, дали е Венецијанска комисија, дали експерти од ТАЕКС мисии кои што доаѓаат во Република Македонија, дали експерти од Европската комисија. Значи, има одредени закони кои што јас, кога дојдов во Министерството, беа драфтирани, но исто така имаше околу тие закони голем број на спротивставени ставови. И сега таков закон во кој што ви се судрени не само многу интереси, туку и различни мислења, нема подобар начин да го разрешите судирот. Прво, ќе се консултирате со нив, но исто така и консултирате странски експерти да можете да добиете повратно мислење. Јас еден добар дел од законите кои што се работат веќе ги пратив на странска експертиза со цел да добиеме надворешно, објективно гледање на определени прашања и стигнаа мислењата. Значи, тие мислења сега работните групи ги имплементираат, не заради тоа што една лоби група или друга лоби група сакала вака или онака, него заради тоа што имаме компаративни примери во други земји и преку експерти ангажирани. Можете ли да бидете конкретни што наследивте, што имаше драфтирано, а што воопшто не беше чепнато, бидејќи сепак ова акцијски план кој што го донела владата и беше најавуван како најголемиот проект. Сега дали како копи-пейст се пишувани датумите, бидејќи за секоја реформа се поклопуваат 4 и 5 јуни 2008, јули да се усвојат на влада, до септември да бидат донесени од собранието, тоа е друга дилема. Закони што акцијски план, акцијскиот план кога се правел, никој не предвидел во тој момент дека во Македонија ќе се одржува референдум, дека ќе се тераат уставни измени, дека ќе се решаваат некои други прашања, а не исклучиво овие кои што се на дневен ред. Така што целокупниот политички амбиент довел да има одредени одложувања и јас апсолутно не обвинувам никого, ниту моите претходници, ниту било кој за тоа што одредени рокови јас кога сум дошла не биле испочитувани, заради тоа што тие рокови беа изменети и на самата влада. Значи плановите, од кога се донесе тој акцијски план, се увиде дека некои рокови не се реални, не се возможни заради контекстот на политичките случувања, а и некои не се возможни заради тоа што сепак е подобро да имате подобра дебата, отколку подолго трајно нека биде таа дебата, отколку да брзате само да исполните формално рокови. И јас разговарав со луѓе кои што ги почитувам во сферата, но исто така и со представници од Европската Унија, дека
ако некои рокови се ставени, јас како што сум ги гледала дека, например, некој закон треба да се менува во неколку наврати, едни измени, не знам, во еден месец, па по неколку месеци други измени, за мене тој пристап не е најправилниот пристап, дека подобро е да согледате максимално што може да ставите, да затворите во еден пакет, дека тој пристап за мене е подобар. Значи, можевме ние лесно да отидеме со парцијални измени и за да штиклираме одредени реформи дека се направени. Ајде конкретно. Судскиот совет, како една од институциите која што се споменува и е клучна во за таа професионалност на судиите, депрофесионализација на членовите на Судскиот совет од редот на судиите и останатите членови со исклучок на председателот на Судскиот совет. Нов судски совет, рок бил 7 септември, нов судски совет до крајот на годината. Веројатно тоа нема да имаме ништо. Сега имаме и известно менување во меѓувреме и на концептите. Зошто? Значи, во делот кој што се однесува на Јас избавив три примери. Судски совет, АКМИС и СЈО, па потоа ќе ги дискутираме другите, Законот за судови и останати. Законот за судски совет е неминовно поврзан со Законот за судови. Значи, тоа е пакет кој што заедно треба да го носите, заради тоа што решенијата од Законот на судови се рефлектираат во Законот за судски совет и обратно. Да одите да го измените едниот, а потоа да видите дека другиот нема да добиете согласност за таков концепт, па треба пак да го менувате, не е целисходно. Затоа ние ги туркаме паралелно сега, во ист момент ќе одат Законот за судови и судски совет во заеднички пакет. Една од опциите која што била ставена во стратегијата е околу тоа да се оди на депрофесионализација на Судскиот совет. Се водеа бројни дебати во изминатиот период. Значи, извештајот на Прибе укажува дека има судии дека од судиите слуша потреба за депрофесионализација и дека тој концепт треба да се разгледа. Значи, не сугерира дека треба да одиме кон депрофесионализација или не. Ако го погледнете нашиот устав, таму стои дека судската функција е неспојива со вршење на друга јавна функција или професија утврдена со закон, и исто така стои за членови на Судскиот совет дека судската функција е неспојива со вршење на друга јавна функција. Размислувале во Министерството за концепт во кој што ќе направат судски совет, во кој што членовите кои што се судии да бидат депрофесионализирани, значи да судат и да бидат членови на Судски совет, а другите да бидат професионални, што како концепт по мене не е добар. Исто така тоа беше потврдено и на последните разговори од Брисел дека ако се оди треба да се оди на целосна целосна депрофесионализација на Судскиот совет или целосно професионален, но правење на различни категории на членови не е добро. И сега ви се поставува прашањето: како ќе избегнете еден куп ситуации на можни конфликти на интереси доколку го направите Судскиот совет целосно депрофесионализиран, бидејќи во Судскиот совет седат како членови не само представници од судиите кои што ги избират, туку и други истакнати правници, и тука стои во нашиот устав универзитетски професори, адвокати и други. И сега, адвокат кој што е активен адвокат, како може во исто време да биде и член на Судски совет и да има адвокатска канцеларија и да ги оценува судиите, да им поведува дисциплински постапки и слично. Тоа е ситуација која што може да доведе до многу конфликт на интереси. Кој концепт сега се движите? Значи, она што е последен предлог од Министерството за правда е задржување на професионалниот состав на Судскиот совет, бидејќи сметам дека преголема концентрација на моќ на едни лица да можат во исто време да бидат и адвокати и да бидат членови на Судски совет, или судија на понизок суд па да биде член на Судски совет, што ќе значи да може да одлучува за одговорност на судија кој што му укинал пресуда. Мислам дека во овој момент подобар концепт е да останеме на професионализацијата. Пред кого би одговарале, бидејќи сега е општ печатокот дека е тоа тело монструм кој што не одговара пред никого? Значи, одговорноста ќе ја поделиме во зависност од тоа. За изразот монструм во смисла на недопирлив. Одговорноста ќе ја поделиме во зависност од тоа кој ги избира членовите. Оние кои што се избрани од страна на судиите ќе одговараат пред судиите и за нивната одговорност би се гласала. Оние кои што се избрани од страна на собранието ќе одговараат пред собранието. Не може да се најде концепт во кој што би се направило вкупна одговорност без да се прават или истипна одговорност без да се прават уставни измени. Ние уставни измени сега во делот на судството паралелно со овие уставни измени кои што се тераат, не можеме да правиме. Што е со, верувам дека не е толку поврзан ако Судскиот совет е поврзан со Законот за судови, веројатно
насоките кои што беа дадени околу АКМИСот и она што тука се наведува како ангажирање на независни ревизори, редовни годишни ревизии, менување на внатрешните процедури во судовите, носење на нови судски деловници, каде што повторно се рековите некаде до крајот на годината. Што од ова е направено? Значи, ние во делот на АКМИСот имаме измена која што кажува дека од 1 јануари наредната година ќе почнат редовните контроли на користењето на АКМИСот. И тоа Министерството ќе формира комисии кои што редовно ќе тераат контроли. Вие знаете дека минатата година, оваа година практично на почетокот беше направена една комисија која што направила увид во неколку судови, во кои што два е јасно нотирано дека има прекршување, го објавивме јавно тој извештај, се дебатираше во јавноста. Факт е дека во тој извештај ние немаме конкретни случаи во кои што било прекршен случајот на електронска распределба. Сега, за да оневозможиме следни злоупотреби, ставаме јасен основ во Законот за судови дека председател на суд кој што не извршил распределба на предметите преку АКМИСот ќе биде разрешен, значи како основ за разрешување, но исто така е нешто што е многу поважно и судија доколку прими предмет кој што не е... Тој основ го имаше и сега за разрешување. Сега е за суди го додаваме. Значи она што е поважно е дека практично судија кој што примил предмет распределен надвор од АКМИС системот и тој ќе биде разрешен. Така што сега и председателот ако сака да сгреши, судијата не смее да прифати предмет што ќе му биде даден лично на рака или со список или со параф надвор од АКМИС системот. Најактуелно во овој период е секако и заради новите случаи специјалното јавно обвинителство и тука може да се види дека известно менување на концептот. Оно што во зачеток беше најавено е инкорпорирање во рамките на редовното обвинителство со автономна надлежност и проширување на надлежноста за гонење на кривични дела од висок степен на корупција. Тоа исто така зацртано да се целосно да се инкорпорира до крајот на годинава. И тука ќе се менува концептот? Не се менува концептот. Тука јас не знам зашто имате чувство дека се менува концептот. Инкорпорирање на специјалното јавно обвинителство во системот на обвинителство не значи инкорпорирање на одредбите од еден закон во ист закон. Значи тоа апсолутно се две различни работи. Многу пати кога разговараме сега, денеска баш имаше работната група состанок за законите за јавно обвинителство, се постави прашањето дали одредбите од Законот за специјално јавно обвинителство треба да бидат префрлени во Законот за јавно обвинителство или не. И мојот став, но и ставот на некои членови со кои што се консултирав од работната група е дека тоа апсолутно е ирелевантно дали ќе имате 1, 2, 3 или 5 закони за обвинителство, за да зборувате дека станува збор за инкорпорирање. Практично специјалното јавно обвинителство ќе се делува во рамките на системот, како што делува и сега, ќе има зголемени надлежности, како што се, например, гонењето на случаи за корупција од висок профил, таа ќе биде дадена, ќе се отстрани рокот на Која би била разликата тога со обвинителството за организиран криминал и како ќе се дефинира таа висока корупција? Значи, има веќе изработен текст во кој што една од надлежностите која што се однесува на профили на висока корупција се наведени можните сторители. Значи, високи носители на функции се наведени доколку тие во рамките на нивниот мандат направиле кривично дело. Значи, нема да биде тука корупција или криминал од некој директор на некое приватно предпријатие кој што се организира на шема, туку доколку станува збор за корупција на председател на држава, председател на влада, министер, градоначалник и слично, значи според функцијата, според она што значи извршител на делото, а секако има и посебен став кој што се однесува и за тип на одредени дела кои што ексклузивно ќе бидат дадени без оглед кој ги сторил. Така што ќе дојде до според оној предлог кој што се надевам дека ќе добие двотретинско мнозинство, ќе има зголемување на опфатот на надлежноста на специјалното јавно обвинителство и секако трајноста на мандатот како орган кој што постојано ќе функционира. Идејата е
кога веќе има воспоставено орган кој што покажа дека може да функционира во македонски прилики, во истата правна рамка како и другите, во смисла на кривичен законник, кривично процес, закон за кривична постапка, значи тим кој што функционира, тој тим да биде искористен, она што веќе го имаме како капацитет на институцијата, да биде искористено за идни евентуални дела доколку настанат. Каде се во измените бомбите и нивниот третман натаму? Бомбите во делот кој што се во делот на специјалното јавно обвинителство остана да се додефинира, бидејќи разговарахме околу формулацијата која што е во законот. Јас лично сметам дека немаше доволна прецизност. Например, сметам дека евентуално нелегално прислушкување треба да биде, значи тоа е мој личен став, уште не е затворен тој дел од страна на работната група, да бидат како дела кои што ќе бидат во надлежност на специјалното јавно обвинителство, а што се однесува на бомбите, сметам дека рокот кој што го имаат според постојниот закон за завршување на постапките, дека евентуално можеме да зборуваме за продолжување, но да оди врз основа на носителите кои што биле на функциите, односно оние кои што ги извршиле делата. И рековме дека дел од прашањата ќе дојдат и од невладините организации. Првиот пакет од 3 прашања, Мирослав Драганов од Институт за човекови права. Првото прашање е зошто се напушти концептот на депрофесионализација на судскиот совет, ако се има во предвид дека тој беше влезен како концепт и во стратегијата за реформа на правосудниот сектор, беше одобрен и од Брисел, а беше и дел од работната група од дневниот ред во текот на подготовка на измените на Законот за судскиот совет. Во предложените измени на Законот за судовите не се вметнати одредени промени во однос на рационализацијата на судовите и на судиите. Особено ако се има предвид планот 18 во кој е предвидено дека анализите ќе бидат завршени најдоцна до декември годинава, а овој закон за изменување и дополнување на Законот за судови треба да биде изгласан најдоцна до февруари 2019 година. Пред неколку дена стапија на сила минорните измени на Законот за судска служба, во кој што меѓу другото е предвидено дека унапредување ќе се врши преку јавен оглас, при што се дава еднакво право и на луѓе што се надвор од судската служба да бидат на повисоки раководни позиции. Ова може во пракса да доведе до многу проблеми од причина што треба двојно да се објавуваат огласи и двојно да се бараат согласности од Министерството за финансии и од Судскиот буџетски совет. Па би прашал, во однос на планот 18 нема никаде предвидена дополнителна поконкретна измена, а ова беше една од главните барања на судската администрација. Што станува во тој дел? Министерке, на првото прашање делумно одговоривте. Имате уште нешто да допрецизирате? Да, значи основната причина е уставната одредба која што ја имаме околу неспојивоста на функциите и тоа се разговараше и на еден од претходните совети за реформи на судството. Имаше укажување од навистина почитувани правници во државава дека самиот тип на депрофесионализација би значил спротивставување на уставната одредба, но она што за мене е исто така битно е и процесот на конфликти на интереси кои што може да се јават, имајќи го предвид типот на професии кои што може да бидат застапени во рамките на судскиот совет. Второто прашање, измените на законот, да. Да, за рационализацијата на судовите. Значи, во изминатиот период се правеше анализа на судската мрежа во рамките на Министерството и баш денеска ми презентира дел од тие анализи кои што се направени со одредени графикони како се движал пикот на предмети во изминатиот период, кои судови се најоптеретени, кои судови практично немаат многу активности. Се покажува реално дека од судовите кои што се со основна надлежност, 3 суда одскокнуваат од другите со број на предмети и на некој начин и со број на оптеретеност се наметнува еден тип на потреба, јас ќе разговарам тоа и во рамките на Советот за реформи на судството, да отидат да станат судови со проширена надлежност. Тоа значи судот во Гевгелија, судот во Кавадарци и судот во Кичево одскокнуваат од другите судови со основна надлежност. Од
аспект на другите измени што би се правеле во судската мрежа, ние побаравме преку ОПСЕ да бидат ангажирани и странски експерти, да дадат собствено надворешно видување, затоа што мислам дека треба да се препровериме во тој дел. Значи, веќе е селектиран експертот, ќе направи анализа, значи ние сме зеле практично обврска да направиме анализа на судската мрежа, што потоа врз основа на таа анализа може, но и не мора да се рефлектира во законските измени. Што е со на обврска од стратегијата 20% помалку судови, бидејќи се наоѓаме во една абсурдна ситуација, од една страна потреба за намалување на судовите, од друга страна преголем број на судови и различна распределеност на судовите и бројот на судиите во одредени судови. Например, Скопје 1 и 2 споредено со оние во внатрешност. Тоа е прашање што реално ќе треба да произлезе од она анализа што ќе ни ја дадат и препроверка на странските експерти. Значи, ние сега првичната измена најверојатно ќе оди во делот на дефинирање на надлежностите на одредени судови согласно на бројот на предмети, оптеретеноста, значи други параметри кои што ги даваме, кои што веќе ги добивме, но делот на рационализацијата ќе треба да излезе реално со вистинска анализа која што треба да се направи посеопфатно. Многу е лесно да додавате или да укинувате судови, да припојувате или не, ама тоа не треба да се прави врз основа на хартија, него треба навистина да се направат вистински анализи. И сосема на кратко за третото прашање околу двојните огласи. Значи, делот кој што се однесува на вработувањето во судската администрација и унапредувањето, тоа е процес кој што не може да го гледаме изолирано од процесите кои што се одвиваат во другиот дел на администрацијата. Значи, во изминатиот период направен е еден пристап кој што значи интегриран заеднички пристап за администрацијата во сите државни институции, но и јавни институции на некој начин кои што се поврзани. И сега одредени правила кои што важат, кои што ги дефинира Министерството за информатичко општество и администрација, разговаравме, сепак концептот кој што е граден за униформен пристап секаде и не ни дозволува ние да менуваме во делот кој што се однесува за судската администрација. Значи, типот на огласи, типот на кога станува збор за напредување, бројот на скалила преку кои треба да бидат униформни со другата администрација, бидејќи и во крајна линија имате и можност за хоризонтално движење меѓу администрацијата што е воспоставено од претходно. Така што тој аспект немавме можност за менувања големи. Герман Филков од Центар за граѓански комуникации и Иване Цветанов од Зелена група се нашите гости во ова интервју со своји прашања, но нивните прашања по кратка пауза за реклама. Топ тема на ваша страна. Добре дојдовте назад. Рената Десковска, министер за правда, гостин во ваше интервју. Продолжуваме со прашањата од граѓанските организации. Следниот сет е од Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации. Првото прашање се однесува за составот на антикорупцијската комисија. На предлог на невладините организации, Министерството прифати во нацрт законот да го намали бројот на членови од 7 на 5, за да се фокусира одговорноста и да биде комисијата поефикасна во своето работење. Меѓутоа, во последниот предлог на закон, кој што оди во собранието, повторно бројот на членови е зголемен на 7. Наводно за да се обезбеди подобра правична застапеност. Моето прашање е како се планира да се обезбеди независност на оваа комисија, на членовите, кога веќе во стартот се имплицира на одреден клуч во незиниот состав. Второто прашање се однесува за Законот за заштита на укажувачите. Би сакал да ја прашам министерката што ќе преземе Министерството за правда и владата за овој закон конечно да профункционира, односно да може што поголем број луѓе да пријавуваат корупција за да се засили тој притисок, односно таа борба против корупцијата, бидејќи сега законот буквално е мртов и не функционира. И третото прашање е за Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Работната група во Министерството за правда, во која што бев член, одржа многу сесии и состаноци и врз основа на заклучок на влада беше формирана и изработивме нов закон за слободен пристап, кој што од тогаш некако исчезна. Па моето прашање е каде е тој закон, кога тој закон ќе
ќе оди во влада, а од влада во собрание, односно што се случува со тој закон, бидејќи доста труд и напор вложивме и ги земавме предвид сите укажувања за проблемите кои што се во оваа сфера, па да ги вклучиме во тој закон, така што некако законот исчезна, па многу луѓе не интересира што се случува со него. Конкретни прашања, министер, ке повелете. Значи, делот кој што се однесува на антикорупцијската комисија беше работен, законот беше работен навистина со активно учество на представници од граѓанската платформа и точно е дека нивниот предлог беше бројот на членови да биде 5 члена во комисијата. Заедно со платформата направивме и неколку јавни дебати по законот и тука беа поканети на тие јавни дебати представници на политички партии, професори од универзитети, представници од невладини организации да го кажат својот став. И граѓанската платформа слушна и во двете, практично на две дебати што они ги организираа самите, кај што ние бевме поканети, дека представници на политичките партии, конкретно на ДУИ побара, наместо бројот 5 члена да биде застапен бројот 7 заради, односно да бидат 7 члена во комисијата со цел да се овозможи по соодветна и правична застапеност. И сега ако е прашањето како да обезбедиме независност наспроти овие клучеви, значи мора да водиме сметка дека етничката застапеност не значи рушење на принципот на независност. Тие не се исклучуваат меѓу себе. Значи, и во рамките на сите институции вие имате како темелно начело во нашиот устав да имате правична застапеност. Прашањето е како да обезбедите квалитет на луѓето, без оглед дали се од една или од друга етничка припадност, како да обезбедите тие луѓе да работат врз основа на законските одредби, а не врз основа на некакви директиви. И сега ние тоа го обезбедуваме преку условите кои што се дадени за конкурирање за член на Државната комисија за спречување на корупција, преку услови за одреден стаж професионален, понатаму услови за тип на професија од кои што може да бидат тие регрутирани, да не се случат случаи како што имавме во минатото со несоодветно образование. Понатаму имаме критериум каде што практично се постои забрана лицата кои што ќе бидат избрани за членови на Државната комисија за спречување на корупција во изминатите 10 години да не биле пратеници, членови на влада, да не биле функционери во политички партии и да не биле донатори на политички партии. Кога може да се очекува овој закон, бидејќи и тука имаме правна празнина, немаме во моментов владата го пушти во собраниска процедура, значи беше усвоен, мислам дека пред 2 недели од владата. Пуштен е во собраниска процедура. Во меѓувреме во Министерството го преведовме и на англиски јазик, пуштен е и во Европската комисија. Додека трае собраниската процедура, сакаме да добиеме и навистина експертско мислење од Брисел, дали ги исполнува стандардите кои што постојат во Европската унија или не, бидејќи навистина имавме искрен пристап во желбата да обезбедиме најсоодветна правна рамка во борбата против антикорупција. Во меѓувреме ќе се пополнува комисијата по стариот. Значи тоа е прашање кое што треба да го одговорат во собранието. Јас не знам како собранието ќе донесе одлука, дали ќе формира одреден состав на комисијата кој што ќе трае се додека не стапи во сила новиот закон или ќе почека, тоа е апсолутно нивна одлука и навистина ние ниту имаме надлежност како министерство да се мешаме, ниту право имаме во тоа. Закон за укажувачи кога конечно ќе профункционира, беше второто прашање? Во делот на законот за укажувачи, значи владата направи усогласување со препораките на Венецијанска комисија, бидејќи кога беше донесен тој закон, одредени параметри не беа внесени онака како што треба. Имавме мислење од Венецијанска комисија, тие усогласувања се направени, сега законот е практично усогласен со она што е меѓународна препорака во тој дел. Што се однесува во самото функционирање, предвидени се и одредени обуки кои што би оделе со цел да се
направи законот достапен до оние кои што треба да го применуваат, да знаат како да го применуваат. Секоја институција треба да се одреди лица кои што ќе ги прима тие пријави за укажувачи. Јас можам да кажам во правда имаме ние одредено лице, значи се знае кој ако има било каква неправилност може да го да пријават. Значи ние што можеме како министерство и како влада е да овозможиме поголема едукација и јакнење на свеста за примена на овој закон. Каде исчезна според Герман законот за слободен пристап до информација од јавен карактер? Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер е закон кој што практично бил дебатиран и одреден текст е ставен на хартија. Јас разговарав со представници од граѓанската платформа, ми рекоа дека тој текст кој што го разговарале во работната група, значи пред јас да дојдам во министерството, не е целосниот текст кој што го договориле ставен на хартија, него има уште одредени одредби. Идејата било дел да се затвори во одреден период, а потоа да се оди на целосно менување на нов закон, што јас реков дека не е вистинскиот пристап. И закажана е, баш денеска ме информира, за во четврток работната група да се собстане уште еднаш, да видат кои се одредбите кои што практично мислеле да ги одложат за подоцна, за да донесеме во пакет целосен закон, да не го цепкаме на дел по дел. Ване Цветанов од Зелена лупа со следниот сет на прашање. Законот за пробација функционира е изгласан од 2016 година, стапен на сила. До моментов, пред неколку месеци беше формирано првото пробацијско одделение во Скопје, на територија на Апелацијски суд Скопје. Вработени се двајца пробацијски службеници, веќе имаме и контакт со нив. Прашањето е дали во програмата на Министерството за следната година е предвидено вработување на пробацијски службеници на територија на цела Република Македонија и дали е предвидено и вработување на нови воспитувачи во затворот Идризово, бидејќи според сегашните бројки во тој затвор на еден воспитувач се околу 100 затвореници. Прашањето е како може да се најде начин, дали Министерството за правда заедно со судски совет би настапиле, би разговарале со претседателите на судовите, да се овозможи механизам каде што граѓаните би се обратиле, кога би се обратиле до судовите, би добиле реален, краток и јасен одговор дали случајот бил распределен реално според акмин системот или не бил. Третото прашање е во делот со заклучоците од влада кои што беа донесени пред неколку месеци, каде што беа задолжени институциите на системот да соработуваат со граѓаните кои се чувствуваат жртви на правосудниот систем. Министерката е упатена и е дел од луѓето кои што го водат процесот. Кратко прашање, до каде е тој процес? Повелете, министерке, со... Делот кој што се однесува на пробацијата и новите вработувања е прашање кое што е во рамките на управата за извршување на санкции. Тоа е управа која што има свој директор, свој субјективитет и практично сами пристапуваат во барањето, во планирањето на вработувањата и доставувањето на барања до Министерството за финансии. Сме разговарале со директорот, јас им реков дека мојата поддршка во делот на екипирање на институциите за извршување на санкции, дали станува збор за вработување на пробацијските службеници или пак воспитувачи од аспект на Министерството за правда ќе имаат поддршка, но согласностите одат од финансии. Министерството за финансии изрази исто така подготвеност. Ние бевме заедно, разговаравме за буџетот, дека ќе ги земат во предвид нашите барања. Буџетот за 2019 уште не е излезен, но се надевам дека и кај нив ќе има свест за потребата на решавање на овие прашања. Да, јас се надевам дека ќе има така. Што е со можноста за увид од граѓаните да знаат дали им е предметот распределен по акмис или рачно? Значи, јас добивам скоро секојдневно во изминатиот период барања од различни лица, барање на информација дали предметот е распределен по акмис или не. Таква информација Министерството за правда нема, но размислуваме дали прво технички е возможно за секој предмет да имаат информација и за кој временски период и сето тоа да биде практично решено во рамките на оваа дебата околу
практично истрагата, предистрага на граѓани жртви на политички монтирани процеси, бидејќи монтирањето почнува тоа, го распределувате кај еден судија што треба да суди, така што тоа прашање се разгледува во рамките на оваа работна група. Не е лесно прашање, комплексно е, но навистина имаме и желба и на некој начин и обврска да дадеме сатисфакција на оние лица кои што биле жртви на вакви процеси во изминатиот период. Да, тоа е поврзано со докаде е увидот со истрагата и предистрагата за политички монтирани процеси. Тоа бе прашањето од невладините организации. Имаме околу 4 минути до крај. Она што најмногу се проблематизира во и околу законот за судови и елиминација на тефтерчињата е начинот на избор на суди. Како тој ќе се одвива во иднина и дали Академијата со сите критики и слабости ќе остане основниот центар за регрутирање или ќе се има некакви поинакви модели? Оно што ни стаса како мислење од Европската комисија е дека Академијата треба да биде единствен влез во рамките на судството. Така што во основните судови ќе влегуваат само оние лица кои што завршиле Академија за суди и обвинители. Понатаму во апелационите, во управниот, во висшиот и во врховниот ќе се оди по принцип на напредување во рамките на судството. Значи таму исто така нема да има можност за странични патишта за влез. Единствено ќе се остави простор и тоа исто така содржано во препораките на ТАЕКС мисијата, да лица кои што вршеле функција во меѓународен суд, тука се мисли на Европскиот суд за човекови права, да можат да бидат избрани за суди во било кој степен од рамките на судството. Значи, поострени се критериумите, преку кои што практично ќе оди и самото напредување во рамките на судството, преку години на стаж, преку движење на линијата на напредување. Во игра беше и хрватскиот модел, каде што стручните соработници одат само на завршен испит, а за останатите ги разговаравме сите опции. Тоа е отфрлено како опција? Ги разговаравме сите опции со експертите од Европската унија за евентуално скратен курс или евентуално само теоретската обука да ја одат стручните соработници, а да се оди на практично праксата тие имаат тој дел да се скрати или само испит. Значи ни рекоа дека не може да се не е препорачливо за Македонија да се оди на различни типови на едукација, значи да биде исти без оглед кој од каде да, но ве прашувам од практични причини. Знаете што јас сега размислувам и тоа не е ставено уште на хартија, но ќе оди веројатно во законот за Академија за суди и обвинители, да овозможиме, и тоа треба да го разговараме и со странските експерти, да овозможиме судските службеници кои што се вработени во судовите да го стават во мирување својот работен однос додека слушаат Академија и потоа да можат да бидат избрани за суди, бидејќи сегашниот систем е практично неповолен и носи еден тип на несигурност. Ако некој треба да изгуби работен однос и да се вработи како вработен да се води, тие треба да отидат во Академија, а има например 10 години стаж и таму да бидат менторирани од менторите со кои што работат секој ден. Да, мене ми е тоа сето тоа јасно, но ако им овозможите дека тие на некој начин нема да имаат прекин на работниот стаж, значи ќе си го задржат работното место и по завршување на Академијата, ако тоа им значи некаква сигурност, можеме да одиме и на таа опција со цел да стимулираме и тие да можат да се завршуваат. Ова е прашано од причина што во основното јавно обвинителство Скопје сега фалат најмалку 40 обвинители. Во основниот суд Скопје еден 27 суди, во двојката 32 суди. Од оние што се на Академија, а ќе завршат дури за 9 месеци, има 17 суди и 20 обвинители за цела Македонија. Јавниот обвинител Јовески алармираше дека ситуацијата во обвинителство не е... Значи, сите тие факти се презентирани и веројатно и пред експертите кои го пишувале извештајот. Едно од решенијата, ќе го видите и во законот за судови кои што измените кои што се, дека практично сега и ќе ја поместиме границата за пензионирање на судиите, да спречиме одлив во наредните неколку години. Значи, ако до сега одеа
со 64 години, сега ќе одат со старосна пензија од 67 години. На тој начин барем некаков природен одлив да спречиме за наредните 3 години додека не се создадат доволно кадри. Ќе одиме на варијанта на зголемен упис на кандидати на академијата, значи поголеми генерации кои што ќе слушаат настава со цел да можеме да ја пополниме таа дупка на кадри. При крај сме и сосема за крај во колку што можете 30 секунди. Се откажавте ли од повторното барање за екстрадиција на бегалците од НСЈ? Не, значи се подготвува во Министерството ново барање, со тоа што во тоа барање ќе бидат изнесувани сега поинакви толкувања и аргументи со оглед на тоа што предходното барање се заснова по ние класичен формулар бараме и слично, сега ќе образложуваме и ќе се повикаме на тоа дека не сме добиле одлуката, но од она што практично веќе јавно достапно кои биле аргументите на нивната одлука, ние ќе се обидеме да ги побиваме тие аргументи кои што тие ги имаат. Па ќе пробаме уште еднаш да добиеме екстрадиција. Министерке, ви благодарам што вечерва бевте гостин во ТОП тема. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со тема.